И покрај тврдењето на весникот The Australian дека премиерот Майк Рен наводно бил ослободен од обвинувањата, од Македонско-австралискиот комитет за човекови права го тврдат спротивното. Судот дури за 1 месец треба да ја донесе својата одлука. Извештај на Марија Котовска. Јужноавстралискиот премиер Майк Ран не е ослободен од одговорноста за антимакедонскиот говор што го држа лани на еден грчки фестивал. Австралиско-македонскиот комитет за човекови права ја демантира веста пренесена од австралискиот весник, според која Комисијата за човекови права одлучила дека нема случај во жалбата против јужноавстралискиот премиер. Австралиско-македонскиот комитет лани поднесе тужба против премиерот Ран поради говорот во кој меѓу другото тврдеше дека Македонија ја крадела грчката историја и култура. Тоа е сосема невистина, се уште комисијата не е издадено никакво решение, не планират да издадат решение најмалку за уште 1 месец. Обвинетиот премиер, освен против Македонија, својот говор го насочи и против македонскиот председател Иванов, кого го обвини дека предизвикувал проблеми со Грција на најопасниот можен начин. Во своја одбрана, јужноавстралискиот премиер тврдеше дека не е расист и дека неговите критики биле насочени против политиката на македонската власт, а не против македонците. Јас ве уверувам во мојата етничка и расна толеранција, изјави обвинетиот премиер. Майк Рен, расистичкиот премиер на Јужна Австралија, е само еден од коментарите на интернет страниците на кој може да се погледне видеото со неговиот антимакедонски говор. Зошто е ова толку значајно? Значајно е зашто никој не е овластен да ја краде културата и историјата на друга нација. Во продолжението на говорот, обвинетиот премиер ја реафирмираше својата заложба за поддршка на барањата на грчките гласачи. Ваквата приврзаност меѓу јужноавстралискиот премиер и грчкото лоби во Австралија, светските медиуми ја објаснуваат преку поврзаноста на Ран со поранешниот сенатор Ник Болкус, австралиец со грчко потекло, кој наводно му помагал на обвинетиот премиер секогаш кога ќе бил во неволја. Болкус своевремено пак морал да се замине од сенаторската позиција во федералниот парламент поради обвинувањата за перење пари и исклучување криминални договори. Тој сега е задолжен за собирање на средствата што ги донира грчкото лоби за партијата на обвинетиот премиер. Објавувањето на говорот на Ран предизвика меѓународни дипломатски искри и гнев низ целата планета, пишуваа медиумите кога во февруари годинава беше објавена снимката од спорниот говор.